Гледате Next Gen подкаст, денес одиме за Кочани да снимаме со Иван Ивановски. Имено Иван беше гостин во 15-тата епизода на Next Gen подкаст. Зборевме претежно на тема инвестиции. Имавме супер епизода која може да ја погледнете на нашиот канал. Непосредно после епизодата со Иван, со доста луѓе зборував на тема инвестиции и неминовно беше да го спомнеме Иван Ивановски. Забележав некој вид на анимозитет или хейт спрема Иван, кој во голема мера не ми беше оправдан, бидејќи впечатокот кој го стекнав јас за Иван во тие 1 час снимање, 1 час плюс дружба пред и после снимањето на подкастот, беше дека Иван е доста поткован во своето знаење, доста стручен и темелен во тоа што го прави, што всушност кажуваат и неговите резултати за тоа. Денес одиме во Кочани специјално со таа цел да откриеме малце повеќе за целиот процес на мастер-клас, како се случува тоа, како изгледа од внатре, да снимиме уште една епизода со Иван, највеќе фокусирано на темата за хейтот кој се развива спрема него и тоа дали вредноста која нуди е реална или е измислена. Ало? Ало, здраво Иван, како си? Супер. Еве сме ние, возиме на кај Кочани. За 15 минути сме ние таму негде, 20. Готово, се гледаме. Чао, чао. Чао, чао. Стигнавме во Кочани, влегуваме кај Иван да видиме како е атмосферата. Како си? Супер. Ти имаш и бубица, више. Да. Океј, значи сега имаме од 3 сат ни почнува мастер-клас за трейдење уживо. Може да седнете со нас, да разгледате целата работа и ќе ви објасниме на кратко што се случува на мастер-класот. А после вечер од 9 сат па имаме лайв сесија дека другите може да поставуваат прашања. Оваа обично сесија е од 3 сат почнува, 3,5 веќе берзата се отвара и го држиме тај power hour. Тоа е некаде саат и пол и трейдаме уживо заедно со студентите. Значи ова е наменето за студентите кои се за дневно тргување на мастер-класот. Така. Добро, останува да го испратиме тоа. Што гледаме пред нас? Гледам. Моментално ја следам обично две акции. На две акции тргувам. Обично Tesla и Nvidia. А тука на средината ги гледам SPY и QQQ. SPY е у суштина S&P 500, значи ја гледам целата берза како се движи, а QQQ е Nasdaq. Таму се повеќе технолошките компании. И тука обично или две криптовалути или кои ќе се отвори берзата, тука ќе ставам уште две други акции чисто паралелно да гледам. Можам да си подесам алерти или нешто слично. Моментално криптото зашо е тука десно? Моментално криптото е десно заради тоа што го гледав онака паралелно. Биткоин и Dogecoin ме интересираше. Луѓе, студенти на мастер-клас прашуваа за техничка анализа, да погледнеме и за да видиме што се случува и правев техничка анализа на двете. Значи се фокусираш уствари на левата страна од екран, двете акции кои ќе ги тргуваш моментално. Да, тука се прилагодува. Тука ми оде, може и да снимаш да ти покажам. Значи, тука е CFD акаунт. Тука, значи, моментално со leverage се работи на 5x и лесно ми е за отварање, пример ако сакам Tesla buy, колку акции и отварам позиција, гледајќи ги овие работи. Додека тука е Trading Workstation, ово е на Interactive Brokers платформата и тука тргувам со options. Значи, тука во овај дел се бират кои акции сакаме, кој ќе кликнеме акција, отвара strike price и датата до која е акцијата и се отварат и ги гледаме тука optionsите. Сега ќе видите додека е лайв сесијата, ќе може да видите ќе отвориме некои позиции и директно уживо ќе може да ги проследиме. Значи, главно имам дел дека ги следам сите акции, имам дел дека тргувам со options и дел дека тргувам со CFD акаунт. Така. И тука го следам Discord за да следам од студентите што пишуваат и што ги интересира у моментот. Томи ми е асистент до мене. Он е исто дело, секој се вклучуваме заедно на трейдинг сесиите и уживо двајцата. Он гледа едни работи, ја гледам други работи и ги коментираме уживо. Са малце комплексно делува.
Веројатно е полесно во Сега ќе пракса. пробам вака да ти објаснам како на Значи тука следиш, еве јас како објаснам. Значи тука следиш, тука гледам некој графикон ups and downs, значи како се движи акцијата. Тоа го пратиш тука. Сега не Да, знам на кој да. кој тајминг го има ова поставено, на 2 минути. Една На 2 свеќа, тука што ја гледаш е Добро. на 2 минути. Ко се треда обично на 2 минути. Некои тредат на 1 минута, некои на 2, некои на 3. Обично тај интервал. Ако Значи тоа зависи од трейдерот. Да, Као- да. И зависи што сакаме. Ако сакаме па да правиме swing trading, тоа е неколку дена да ни стои тај контракт или options, гледаме на повисок интервал. Не занимаат овие. Овие се повеќе за кратки скалпови на кратки интервали. Добро, на лаптопот се парите, новчаникот, од таму Да, купуваш. Да. значи, Може на и да снимат платформата се, мислам, нели, транспарентен сум ја како секојаш и за акаунто, за се што е нели Ти препорачуваш направено, да- што е отворено, балансо, колкафе, CFD акаунто, се. Инвестирањето е посебно со options за дневното тргување како некој да пука со снајпер. Зашо го зборам тоа? Работата е ти да начекаш добра позиција па да испалеш. Значи може денеска или може цела недела ние да немаме некоја шанса за некој добар трейд. Ти не е работата како коцкање да го правиме ајде само колку да улегнеме, туку чекаме. Пример, берзата целио S&P 500 да има нагорен тек пример, па QQQ, Nasdaq и он да оде добро, да не е у близина на некој левел, исто и самата акција да не е у близина на некој левел и повеќе фактори ако ни се потврдат, ние го викаме тоа и на студентите како A+ сетап, така и у странство се вика, како 5+ кај нас. Сега, можеме да отвориме трейд и на полоша двојка, на тројка, ама ќе улегнеме со малце помалку средства и не е до толку препорачливо овертрейд да се прави. Значи сега и официјално заврши мастер класот за денес. Да, да. Не влеговме во ниједен трейд. Не, само нака објаснувавме и подобро е студентите да знаат дека на вакви денови, дека чопи се вика маркетот у суштина, како брановиден кога е, подобро е само да ја гледаме ситуацијата од страна, отколку ли да улаваме со некакви избрзани трейдови. Мислам дека доста беше со трейдингот за денес. Да. Па може да направиме една нов Ајде. историја. Значи, обично, нели, тука се движат главните работи. Тука ни е и трейдинг деско со сите работи, тука ги правиме анализите, сите гледаме и информациите уживо тргуваме, додека кога имаме ново видео за снимање и се, одеме у собата за снимање, што ни е дел од самата канцеларија и тука вака изгледа, значи имаме главно светло, имаме fill light, имаме kick light од позади, некојаш ако сакаме боја од позади, вклучиме и нешто. Ово е опремата со која располагаме и снимаме моментално и многу ни е на рака, пошто директно од другата просторија, кога ни треба било какво видео, само припремаме материјал и одма доваѓаме тука на снимање. Мене ме интересира од каде овој мотор се наоѓа тука. Таа приказка само да ми ја кажеш. Моторот се наоѓа тука не заради друга причина, едноставно заради тоа што нема дека да стоја ово зимо. Куќата ја продадов, нова куќа почнувам да правам, моментално сум дома зет. Живеам кај жена ми, не ми дават моторот там да види. Не, шалам се, нема гаража и морав тука да го донесам овоа зимо тука ќе престоја. Значи тоа е тоа, на кратко ден се запознавме инсайт како изгледа мастер класот, нешто и научивме. Се е направено на многу онака едноставно и ниско ниво, да кажам, дете од пето деление да го седнем и да почне да го гледа, ќе му станат јасно работите. Така што сите што се мислат, може да се охрабрат и иако нема места постојано. Нема моментално заради тоа што не ќам да се ставам у позиција дека нема да можам на сите нели да обрнам внимание и ја и Тимо, така да заради тоа е на бранови и исто тоа што ти го кажав на тебе, ризико секојаш го ставам на минимум, у смисол некој ако види дека не е за него тоа, дека не го разбира, му е комплексно, има 15 дена
money back guarantee, така да на секој без никакво прашање, одма му ги враќаме средства. Целата сума. Да. Океј, јас мислам дека е доста за денес. Опативме доста, стигнавме, патувавме и се. Мислам дека е доста за еден ден. Разговорот ќе го продолжиме со Иван утре и ќе отвориме прашањата кои највеќе ве интересира да ги слушнете, поврзани со него и со неговата работа. Прво некако што се истакнува, да има сега пари, зашо ќе продава курс. Да. И одма да. се фаќаат за мастер класот. Да. Што би кажал ти на таа тема? Па, можем, исто како контра прашање да ти поставам, дали Рей Далио е еден од најуспешните менаџери на инвестициски фондови на 75 години со многу милиарди под управување и нет asset under management, он би бил луд шо он снима мастер клас, шо он издава книги. Друго време живееме, не е како порано. Сега е многу битно, ти го разбираш тоа, да има секој персонален бренд, да го знаат, да може полесно да продаваш, правиш леверидж на целата работа. Друго време, минато е времето на оно да идеш некаде у канцеларија, инвестициски фонд, банка или било што и сите у костуми се облечени и тука тоа да ти остави. Менуват се времењата. Гледаш Марк Закерберг излава на слика како сурфа со америчкото знаме. Баш за Марк Цукерберг. Не е пример случајно. Там еден куп луѓе му кажуваат што да прави. Така да времето се менува. Баш пред скоро гледав едно видео за околу личниот бренд на Цукерберг, колку стратешки се прави последните 4 години, пошто он порано важеше за тотален фрик. Нели у една мајца, цел пребледен едно друго, сега неуновите излегувања е со сегде е со дуксери, као ја што сум моментално со златно ланче, фризура средена. Значи тотално колку добро, тоа се веќе PR тимови од преку 100 луѓе што работат само на личниот бренд. Вчера зборевме баш тоа на вечерата, може и требаше да снимаме, требаше се да снимаме. Вчера иначе само да им кажеме на гледачите, позадината наша да беше преубава гледка, сончева, и зборевме ајде ќе биде и утре. Не искористивме приликата и викаме ама денес не поклопи магла. Околу курсивите се сложивме, сега друго ги интересира луѓето од добро, ама за да инвестирам ми требаат пари, од кај му се на него пари. Еве вака директно да прашам, од каде ти тебе пари за да инвестираш, као почнати? Значи, претходно имав IT фирма, цел живот работам со програмирање и можам да кажам дека имаме многу успешни проекти претходно направени. Имам добиено награда за Best App на App Store за New Stand Up. Имаме работено со Vogue, GQ, Glamour, Vanity Fair, со многу брендови, со Volkswagen. Имаме правено мобилната апликација. Значи, имам работено претходно доста у IT свето, а со инвестирање почнав да се интересирам, ајде да кажеме, пред 10 години, можда 15, ама активно се занимавам 6 години веќе со инвестирање. И како што имам кажано и на видеото, ја почнав со многу помала сума на пари, ама со многу поголем ризик. Значи, па маркетиншки го кажувам, нели тоа, дека како од 10.000 стигнав до првиот милион, у суштина не се тие само 10.000, после сум додавал средствата. Викендицата сум ја продавал средствата, сум ги ставил таму, ама не се повеќе од 40-50 илјади у целиот период додавани средства. И сега мене, знаеш што ме интересира? Што овој муавет ние го зборевме и првиот пат кога беше кај мене на подкаст и ги кажуваш успесите на фирма што се веројатно документирани. Мислам твоите успеси од претходно некоја заработка ти имаш помнето дека со 10.000 евра си почнал. Реално тоа не се некои средства што уопште би требало да се на некоја ревизија, може од секаде секој да има. Да, бе, да. Не е тоа некоја сума. И сега и прошлиот пат го збореш и пак некако кај луѓето скептицизам, ама што направил он пред ова, сега му е ово, тоа прават пари, мастер клас продаваат. Значи, зашо мислиш дека така луѓето не слушаат доволно? Па, тоа обично се најверојатно повеќе нели хейтери, што они не се ни на мастер клас, туку само плюкат по луѓето. Не им обрнувам толку внимание на сите. Не можеш за сите да си добар и било што, ама уште на старт ја гледав да сум фул транспарентен, оти знам со овие работи, посебно има многу скамери у оваа област. И на сите им кажувам дека треба да бидат внимателни, што многу лажат, многу има тука различен тип нели на луѓе.
главната работа е тука, јас заради тоа почнав и на Discord да ги објавувам сите мои потези што ги правам и на YouTube имам аплодирано видео дека кажувам пример, купувам контракти на Тесла, кога цената на акцијата беше 180, 160 и коштаа 20, после стигнаа до 200 пример долара, кажувам колкав број на портфолио. Сите работи се документирани на Discord стоат. Имаме ги сите архивирани 2023, 2024, така да секој може да дојде и да провери. И обично тие што се хейтери, тие не се на мастер клас и не ги гледат работите. А тие да немат Discord. А тие што се на мастер клас ги гледат работите. Сам знаеш дека не можеш ти датата да ја сменеш на YouTube или на Discord за да ја променеш, за да лажам ја дека некои акции сум ги купувал или продавал. Така се си чисто и транспарентно кај мене и секој може да дојде да го провери и да му покаже. Ако ќе прочиташ, сега ми спомна дека гледаш многу да не се како да кажам, да немаш некој претеран став и премногу време да обраќаш према тие хейт коментари, ама како внатрешно ти делува тоа кога ќе прочиташ ова е се превара, ова е се фасада? Не допира тоа. Онака малце по-хардкор, бидејќи луѓето знаат доста прескат на таа тема, отворивме разговор, колку знаат онака луѓето баш некоја омраза покажат сериозна. Не бе, на мене ми пишуваат умри такви коментари. Од старти беше тој мајнце дека не се замараш или кога малце работеше на тоа да го развиеш или? Не, види, ако немаш добра психолошка подготвеност, не можеш ни на берзата да успееш. Така да тоа ми е тренингот, таму тие коментари и работи не допират, а и Коби Брајан и некои такви можеш да видиш дека не сите се го сакале пример или сите позитивно реагираат. Мора да има некоја страна некој што те мразе, што едноставно му сметаш за нешто. Така да тоа ми е нормално на мене, како секој ден ми, дури ми е убаво, пошто тие ми го навике бустат каналот пример, што со коментари, тоа само знаеш како функционира и алгоритмот обожава да. На мене ми е окей. И не ги бришам коментарите, може си забележал и на YouTube и гледаме дека не враќаш и не ги бришаш. Па да, не враќам, може некогаш ако одвојам време, правиш Q&A од друга страна, што стварно кого го занима, одговараш, збораме однака коментар. Не, може некојаш да земам, ако сум слободен и пример те така некој од тимот да ги собере сите хейт коментари у еден ден. Реакција. Па да ги отварам нивните профили, така прават нели на YouTube, да отворам нивни па да речем чекај бе ја ти. Да ги роусташ. Ти на мен вика пример дебељак сега. Не се вреќам ја со тоа што сум дебељак, он мисли дека ќе ме навреде, немам врска. И такви еден куп работи има. Некој што имам време може за интересно да види. А например на коментари, доста коментари има околу тоа, сега моментално ти тоа што го правиш, оди буквално од крај до крај на сите граници на држава. Тоа и веќе ти е мала држава според мене. И сега као реагираш доста чести си коментарите, он збори на дијалект, као окей се, ама као ја не можам пак да имам добар човек што збори на дијалект или слично. Као гледаш општо на тоа онака, као човек на страна? Не, нормално. Јас сум пробал и малце литературно да зборам. Не можам, не ми идат зборовите. На мен ми е тешко и на македонски века, пошто целата содржина што ја консумирам е на англиски, ми е тешко да се изразувам. И како дете не сум прочитал многу лектири или нешто да имам добар вокабулар или слично. Може да работам на тоа, нели, да биде подобро, ама не го гледам како пречка. На мен ми е битно да помогнам, пари да направат од инвестирање. Тоа ми е главната цел сега. Не го гледам тоа, за мене пречка. А некој ако сака да најде некаков, како да кажам, некоја работа за што да се запане, тео дијалектот нека се фане за него и готово. Така и сега друго, зборевме преска за контракт на Тесла, тоа излезе како вирално од твоја страна, заработи $475,000 во еден ден, ќе ми исправиш така нешто? Не, тоа не е само од контрактот Тесла, целото портфолио. Целото портфолио тој ден? Да, у еден ден. Ајде да го објасниме сега тоа. 445. Колку тоа е сега маркетинг, колку тоа е, како е реално тоа? Види, јас сум добар и у маркетинг и у селс. Апсолутно. Така да, види, од портфолио од 2 милиона, 400,000 се 20%. Ја ако кажев тоа како направив портфолио 20% у еден ден, не е big deal, нели? Ама точната цифра и онака и последните децимали да се пишат. Да, ставам 0 за да изгледа поголем број. број. Така да, имам маркетинг малци, селс, бекграунд. Ја и знам малце убаво да ги спакувам, нели, работите. Што па викам, не ги лажам работите, туку знам у кој момент како да го презентирам тоа и што може да побуде. Гледај сега, ја го правам ово
крајната цел. Да донесеме повеќе средства у Македонија, да профитират луѓето повеќе у Македонија. Сега, некош не ми е кефи на мене толку и некој мисли дека пример се експонирам ја или дека сакам тоа да направам. Тоа ми е само маркетинг аспект. Заради тоа што луѓето кога видат таква сума, одма гледам тие сториња дека ги препраќаат, дека се дискутира и дека направи. Кога ставам само со проценти, пример, или такво, нема енгејджмент. Сега мора ја некоја работа да направам, малце маркетиншки да биде подобро. А сега конкретно за тој, например, за тој трейд. Не е тоа трейд, тука акцијата на Тесла рипна многу, ја имав контракти и акции од Тесла, плюс другите акции у портфолиото и скокна нормално. Значи ти не беше влезен со цело портфолио на... Не, тоа не е daily trading, туку целото на мене long term портфолио ми порасна за 20% у еден ден, а не daily trade, да ставам 2 милиона на некоја. Вчера ти кажав, највише се става 2% на еден трейд. Значи тоа е правило. Да. Сега ме интересира уште една работа вчера што ја дискутиравме, сами таа сега да им ја предучиме на тие што гледат. Имаше стан, јас те прашував работи што јас ги забележав на прва на профилот како некој casual што би отворил после твоја реклама. Добро. И сега да дискутираме за тоа за да може највеќе да се поистоветат со тоа. Да. Ти стави објава дека доколку инвестиравте 10.000 и ги следевте моите потези во 2023 и 2024 ќе заработевте 80.000 долари. Значи Со ставаш 10.000. 10.000, заработуваш 80. Јас ти кажав вчера, викам Иван, ти кажа дека имаш раст од 140% 2023 2023 и викам сега на 10.000 140%, тоа се 14.000 и тие 10.000 ќе имавте 24.000. И викам, знаеш која е логиката тука? За ти да отвориш нели Дигитрон, за математиката на твоја страна да ја земеш. Да. Всушност ми објасни, можеш да продолжиш? Да, значи дека од двете години всушност пак е маркетинг малце. Да, малце. Јас знам да играм маркетинг за некој. Ама фер маркетинг. 10, не, никош не лажам, туку знам да ги испакувам убаво работите. И работата таму. Викам, ако 2023 и 2024 ме следевте и ги стававте истите работи и почевте со 10.000, ќе направевте 80 и нешто. Првата година 147 раст, втората над 200 раст и компаунд се направи на двете работи. И на Дигитрон, ако ги провериш, точна бројката. Да, испаѓа 220% и 140%, кога ќе се соберат со почетниот улог испаѓаат 80.000 долари. Ути ние сме направили после 220 на тие 24.000. Така да, тоа се зголемува. Кога сме веќе кај маркетинг, колку мислиш дека голем дел е лајфстајлот што го живееш и тоа што го поседуваш и што го прикажуваш на социјални мрежи и ова што го гледаме пред нас? Колку мислиш дека тоа е битно за бизнисот? Доста е битно. Ја им имам кажувано дека пример на мене Теслата ми може една од подобрите инвестиции, не е акцијата, туку самиот автомобил. Значи за кој модел станува збор? Модел 3 перформанс е ово. Искрено сакам да си купам оваа година и некој суперкар, ама како дели драйвер не би ја променил Теслата. Имаш возено до сега? Не. Ајде бе проби. Ајде. За воланот сав да искоментирам уште. Овај волан е aftermarket, после на Model S Plaid излезе и ја тога го земав овај волан. Aftermarket? Да. Иначе стандардно си оде со округол волан. Има го на Model S Plaid само овај волан. Како се пали ова чудо? Па ништо запалено си, запалено? Сега само надоле, у драйв. Ја очекувам да се слуша. Сега сме на драйв, како стигнавме надоле? Само надоле. Така и сега. Ако имаш Мерцедес автоматик возено, истото е од десната страна на... Да, претпоставам другите работи се како секоја кола, и слично. Че може да тргнеме. Да, и вози малце побрзо за да осетиш зашо ми се пример допаѓа. Натисни сега до крај. Леле, можно ли ово? Не знам дали се гледа на камера, Не, на камера не се гледа. И никош немаш пролизгување, дури и на влажен терен, на септење добро направено. Ова е завист. Да. Што батеријата е доли, центарот на гравитација е многу низок и како по шини оде. Слободно да и у кривину повеќе газ, за да осетиш.
Што би направил ако го изгубиш целиот капитал што го поседуваш моментално? Па сигурно пак ќе го направам. Мислам, никој не може знаењето да ми го земе. Тоа е најбитно, така да јас сум сигурен дека и некој да ми ги земе сите средства, па за рокот 2-3 години ќе можам да се стекнам со истиот. А како би изгледал тој твој план Б во твојата глава некако? Па, Од каде би почнал, нешто си размислил ли? Не е план Б, за да речеме дека треба да размислувам и да размислувам на сценарија. Јас сум научен на стартап животот на кај и стартапи што сум имал и таму ги решаваш работите on the fly. Како се десе некој проблем, тогаш бараш решение. Онака ако направиш многу overthinking на работите, можеш да се изгубиш повеќе. Така, ако те прашам од цело што видовме во овие 2 дена и што зборевме, највеќе се задржавме нели за мастер класот и влеговме малце по deep insight во целиот процес кој се случува тука баш ново место кај што снимаме, кај што го наместивме Bloomberg студио. А ме интересира кој е твојот фокус моментално? Моментално главниот фокус ми е на мастер класот, на студентите, на тие што имат довербата дадено комплетно спрема мене и главната цел, можам да кажам, е отварањето на хедж фонд. Ајде да се задржиме малце таму. Ти го најави тоа пред некои си 4 до 5 месеци. Да. Напиша на Instagram и на LinkedIn дека планираш да отвориш хедж фонд. Да. Ајде сакав прво да те прашам, приватно те прашав, но сами за гледачите, тоа зборче хедж фонд, малце да го дешифрираме. Тоа е где? Онака, обично да објасниме за секој да не сваја. Има mutual funds, таму е сите средства, пример, дека се собират сите пари и тоа е еден дел. А ово е како индивидуални портфолија повеќе. Да хеджираш нешто, да бранеш, например, некаде ако си изложен у некој сектор, ја да ти направам портфолио за друг сектор, да бидеш да се штитеш за случај хеджирање од инфлација, од било што. Малце е по-комплексен, ама у кратки црти да го објаснам, значи тоа е нешто како по индивидуални портфолија, поголеми портфолија за поголеми клиенти. Дали има нешто што криеш од јавноста за да се задржи таа слика на успешен инвеститор во моментов? Зависи у кој смисол, мислам, сите си криеме, нели, да, некои работи, тајни имаме, ама зависи од кој аспект мислиш. Па од аспект на тоа нешто што би ја интересирало јавноста, што можеби нарушило слика на успешен инвеститор и брендот? Па не, обично сум транспарентен и не ми е проблем. Не се ни трудам да бидам идеален за да ја нарушам сликата или било што. И јас сум човек и ја можам да направам грешки било што, така да не се плашам од тоа за да има нешто пример да крием. А повеќе си фокусиран на таа некоја лична страна на преска зборевме за лајфстајлот, за тоа што го поседуваш, што е дел од маркетингот, но дали резултатите всушност, бидејќи се главен контент во тоа што го ставаш, дали највеќе се потпираш на нив? Апсолутно. Резултатите, ако немаме резултати, џабе. Џабе што и да правам, каков маркетинг и да правам, ако ги немам резултатите, ако не можам да го победам S&P 500, тога и се е џабе. Јас напишав и на објавата пред да дојдеме тука. Сега го отворивме зборчето хедж фонд, ти го најави дека тоа ќе го отвориш. Да. Зборејќи со доста луѓе во таа индустрија, ако може да наречам, или самите фондови кои се веќе присутни кај нас, добив некоја недоверба во таа твоја одлука, во твој став што го изнесе јавно дека ќе отвориш самиот или во партнерство хедж фонд. Што би му одговорил на тие луѓе? Што сигурно ќе го гледаат тоа се? Па сигурно ќе го гледат. Мислам, нека остават времето, нека покаже. Јас секогаш што оставам резултатите да зборуваат за мене. Не ќам, нели, пред време да најавувам некои работи или да обеќам нешто, обично гледам резултатите секогаш да зборат за мене. Лесно ли е да се отвори фонд во Македонија? Не е ни малку лесно. Има доста документации, доста припреми, доста и бирократски процедури, ама ја шум нешто сум почнал ќе го завршам. Значи, тоа е 100%. Така, може би да најавил кога мислиш дека тоа ќе се оствари? Па 2025 сум дефинитивно, па да кажам, сигурен дека ќе се оствари. Може да на крајот на 2025, ама сите работи се у процедура. Покажав ти го претходно и брендинго, и името, и сите работи што ги имаме. Ние веќе се видовме. Да, така да веќе сме многу, ајде да кажам, завршна фаза од тај дел. А мислиш ли дека другите фондови се плашат? Не, твоето влијание? не, види. Ја мислам дека другите фондови искрено ме сакат мене, заради тоа што правам ја
едукација на луѓето и верувам, свани ми го оно здраво за готово, направете анализа после 2-3 години и ја верувам дека сите фондови у Македонија ќе имат уште поголем раст, заради тоа што луѓето ја ќе ги едуцира, ќе дознаат што е инвестирање и автоматски тие средства нема сите у еден фонд да идат, ќе бидат ни сите фондови распределени. Така да верувам дека и од сите страни, ако придадат поголема важност на едукација на населението за инвестирање, дека едноставно од депозити и штедење дома луѓето ќе почнат да инвестират. Доста коментари, нели го почнавме овој разговор од тој момент, од некои коментари кои се наметна како почна твојата популарност да расте експоненцијално, така и некои негативни коментари. Сега да се опфатиме уште, можеби премногу им дававме време, но ги интересира луѓето. Тоа дискутираме, дека пример 98% се позитивни, 2% негативни коментари ќе има на социјалните мрежи и секој креатор или било што се фане за тие 2% и им дава големо значење. Тоа дискутиравме, дека не е група на луѓе што треба до толку да им се обрне внимание. Така, апсолутно, баш Немања Антич имаше вчера рилс на тоа дека не е дури да е 50-50 ситуацијата, вика сегаш стадионот нели ќе биде 50-50 поделен, се гледа кој на теренот издвојува резултат. Апсолутно. И кој. Сега само да те прашаме конкретно нешто кога се доближивме веќе при крај на оваа епизода. 2 дена сме тука во Кочани, ти се покажа како одличен домакин, тоа ќе го кажам во одјавата и стварно се изненадив и од градот и од луѓето кои работат со тебе, од пристапот кој го имате спрема мастер-клас, колку сериозно се тоа се одвива. Што би му порачал сега на некој млад, ако влезе во ова видео, гледајќи те од твоите видеа, кои највеќе се на тема инвестирање, нели? 99% ретко излегуваш од таа рамка. Што би му препорачал на тој што се мисли, ајде да не кажам да запише мастер-клас, општо да се едуцира на тема на инвестирање? Не ке ме да е ово како селс видео и да пробам луѓето да ги убедувам. Ја вака ќе кажам, секој е убаво да почне да се едуцира за инвестирање. Не е битно дали кај мене, дали на YouTube, дали на било кое место. Не мора да доваѓа на мастер-клас. Нека ги следе. Ако се задоволни, нека дојдат, нека праша некој од студентите или било што. Отворени се сите работи јавно и на тебе ти ги преска покажав резултатите на студентите, јавно достапни се на Дискорд и се. Ако треба да се концентрирам нели за да продискутирам точно за некој млад, би му речел да почне со инвестирање колку што е може помлад и дека тоа може да му го смене животот. А не кем тука маркетиншки сега да кажувам дека мастер-класот е нешто што не знам треба сега да запише. Не, сами оставам, нека пробат, нека видат. Дури ние даваме уште 15 дена money back guarantee. Дојде некој, ако мисли дека не е за него или комплицирано, без прашање му ги враќаме парите. Се случило ли тоа до сега? Да, има отприлика околу 1% ние некаде луѓето што се откажуваат. Значи на 500 луѓе 5 се откажат и дури после ги прашаме за причината од кој им ги врнеме средствата и обично кажат дека не мале време или нешто друго им притребало. Едноставно нели не може сите да ги интересира. Како ти изгледа тебе оваа година, општо на берзата, на се што се случува, дали размислуваш така или повеќе си некако Не, да, право. day by day? Не е day by day, мора долгорочно да се гледа ситуацијата. Како ти изгледа оваа година? Мислам дека ќе биде добра година, никој не може тоа да каже, нели, со сигурност, може да ќе биде S&P 500 минус 20, ќе се случи некоја криза како короната или било што. Битно, и ја што им кажувам на студентите на мастер-клас, битно е ние да се воземе по тренд. Значи, ако гледаме целиот тренд дека оде нагоре, ние да бидеме со него нагоре. Ако тренд оде надоле, ние да бидеме со трендот надоле. Да не пробаме да одеме против трендот. Тоа е исто како у река и да веслаш контра. Значи, тоа е битното и секогаш да бидете спремни на двете сценарии. Тоа е умешноста у инвестирањето. Не е кристална топка и сега ја да правам предвидувања и да ставам или па да се надевам на нешто дека ќе биде. Не е туку баш едноставно, тоа е менаџирањето на ризикот што го учиме. Тоа е дури побитно отколку ли инвестирањето да ги избереш точните акции. Гледајќи го тоа што ми го покажа во изминативе 2 дена и сакам да ти спровоцирам по-конкретен одговор да ми даеш на таа тема околу твоите студенти, профитите кои ги направија, малце влеземе во конкретни бројки. Да.
Да, Ако можеш можам да ми кажам кажеш бројки некои на успеси. студентите. Да, резултатите се јавно достапни на мастер-клас на Discord канало и може да забележите дека студентите имат феноменални резултати, ама тоа е заради тоа што и претходната и предпретходната година имаме добар булран. Тоа не значи дека цело време ќе имаме вакви резултати како сега што се, но ако гледаме, некои од студентите што превземат и поголем ризик имат и подобри резултати од моите, пошто кај мене е малце по-вкалкулиран ризик. Има студенти што имат направено и по 300-500 портфолио. Сега некои на среќа, некои им се има погодено работата, ама заради тоа што овие 2 години е супер бул тренд. Додека, например, просеко, што ја направивме, нели, целата анкета е 80% некаде. Сега има некои студенти и у минус што имат отидено. Значи, тоа зависи од човекот, исто како некои сите што идат да тренираат фудбал, сите не станат добри фудбалери. Некои има, и ако им даваме совети да не избрзуваат или у каква ситуација, направат грешни потези и ги постират исто тие. Кажат дека се сгрешиле, научиле лекција и слично. Ако станува збор за твоите клиенти, тоа е луѓето кои им даваш, кои им помагаш, тоа е во реализација на нивните лични портфолио. Да, таму се некаде се движат, зависи исто, пошто за секој е различно, секој различен ризик и работи. Таму има некаде од 80 па до 300% у тај ранг се некаде од последната година. Некои не пола година, ама пак ќе повторам, значи S&P 500 беше 24-25% изминатата година, значи очекува се сите да направат подобар резултат од тај. Тај е бенчмаркот што треба да го гледаме како минимум, да. Така, што би кажал за некои колеги твои, ако може да се наречат колеги од Србија, кои излегуваат со тврдење дека многу е тешко да се победи? Не, има... SP500. Да. И од Македонија има многу што го зборат тоа и од цел Балкан онака. На ChatGPT само да напишете. Они се држат до тоа дека тоа е нешто што не може да се го спомнав да повеќе пати, тоа се 500 најголеми фирми, најуспешни во Америка. И дека тоа не може да се битува, јас се научи веќе терминологијата инвеститорска. Да се победе S&P 500. На ChatGPT или на Google да напишеш, дај ми ги сите хедж фондови што го имат победено S&P 500, ќе ти дае повеќе од 70 на листа, онака многу има, мислам. Тоа е повеќе како мит тука, како тоа го фурат заради тоа што некои имат послаби резултати и сакат како со тоа да се прекријат малце. А на луѓето што ги чуваат парите под перница? Тие види, некој ме прашува мене, вика што е ризично е берзата. Уствари, чувањето на парите у кеш е најголем ризик, пошто така секако губиш, секако имаш инфлација. Можеш сам да погледнеш пред 4-5 години која е било пример цената на станови у Скопје или колку е било кафето. Ќе видиш дека има зголемување, а тие пари ако не ги умножуваш ти, тоа ти е најголем ризик. Значи така сигурно губиш. Ако ги чуваш парите како кеш или како депозит, тогаш 100% губиш, а вака има шанса, нели, да ја победиш инфлацијата. Така. Иван, во овој момент ќе ти се заблагодарам за овие одлични 2 дена. Искрено, на мене на мојот тим ни значија многу, самата едукација која видовме како изгледа тоа од внатре, вашиот тим, кои се прекрасни дечки сите и ги поздравувам во овој момент, тука се позади нас. Фала ви на вас многу за посетата и за одличното време. Мислам дека дојдовме со доста спремни теми веќе кои сакаме да ги обработиме. Нели првично ни беше да се види всушност како изгледа тоа од внатре, бидејќи е многу популарно на интернет и цело време излегуваш буквално како од фрижидер што би кажале луѓето. Го промовираш тоа што го работите, што е нешто најнормално и не покани. Првично јас ти ја дадов идејата, ти не покани лично да дојдеме тука и да се запознаеме со се од внатре како изгледа целиот процес на целата грижа за клиентите за студентите, на мастер-класот, на страна вие како фирма со тоа што се занимавате. Малце не прошетавте низ градот. Да. Фала ти многу. Ништо. Секој е добро и нареден пат надевам се дека ќе видите гости директно у хедж фонд. Се надевам и јас. А сега како за крај на секоја емисија, после заблагодарувањето спрема гостинот, треба да му поклонам поклон од нашите партнери, спонзори на нашиот подкаст. Во претходното интервју кога го правевме во хотелот, ги спомнавме Пролом вода,
кои се со нас и оваа сезона. Исто така со нас продолжуваат да бидат и Барнер, кои се најпознатите очила за заштита од сина светлина во светот. Овој модел на Барнер ќе биде поклон за мојот гостин Иван. Фала ти од моите многу. спонзори. Фала. Вчера забележав и дека седиш 5-6 и повеќе сати без очила за заштита од сина светлина, така што верувам дека ова ќе ти дојде повеќе од неопходни дека ќе ги користиш. И пробам и ќе давам фидбек дали чувствувам разлика. Така, фала ти уште еднаш многу. Сакам да се заблагодарам на сите што останавте со нас и изгледавте оваа малце поразлична епизода од NextGen подкаст, како што спомнав. Овој тип на подкасти ќе одат со насловот NextGen подкаст on road, тоест ќе бидеме некаде, ќе бидеме надвор од студио, ќе гледаме да влеземе малце поинтимно во животите и во секојдневието на луѓето и на гостите кои ги представуваме во нашиот подкаст. Пишете во коментари како ви изгледа овој концепт, што може да поправиме, што е одлично, со што да продолжиме и така. Фала ви уште еднаш и до следно гледање, пријатно.